Европскиот фронт ќе поднесе барање до обвинителството да покрене постапка за актуелната власт, затоа што во изминатата година при финансирање на општините не ги зела во предвид и граѓаните кои живеат надвор од државава, односно го опфатила само резидентното население. Со ова е направена голема финансиска штета на локалната власт, бидејќи тоа, како што истакна Реджепи, не е предвидено во ниту еден закон. Ваквата реакција дојде откако Уставниот суд минатата недела ја укина одредбата околу методологијата за пописот во 2021, но сепак таквата одлука нема ретроактивно дејство. Ке бараме одговорност, политичка одговорност и кривична одговорност од власта заради затајување на можноста да се финансира благовремено општините согласно сите граѓани, за исклучувањето на граѓаните кои не биле предвидени како нерезидентни, не биле предвидени во буџетот на општините, ќе бараме од обвинителството да покрене одговорност кон нив и во спротивно тие треба во што поскоро време да ги враќаат средствата кои се земени, кои не се дадени на овие општини. Одвреди директно ја обвинуваат ДУИ дека е одговорна за прифаќање на методологијата на пописот. Зошто беше подпишана методологија што го намалува бројот на албанците во земјата? Зошто не се заштити придонесот на диаспората во животот на оваа држава? Зошто прифативте албанците надвор од земјата да се одделат од остатокот на нацијата? Овие зошто не се само прашања. Тие се обвиненија што тешко паѓаат врз тие што го искористија пописот за партиски интереси. Ако ДУИ мисли дека ќе помине ова со молк, тешко се лаже. Од ДУИ со контраобвинување бела дека вреди е таа која спроведува антиалбански политики. Ние ќе застанеме во одбрана на еднаквоста, правото на представување и вредностите кои произлегуваат од Охридскиот договор, велат од ДУИ. ДУИ изразува длабока загриженост за новата кампања што ја спроведуваат остатоците од вреди, нарачана од ВМРО ДПМН и ЗНАМ против пописот на населението, процес од суштинско значење за демократското и мултиетничкото функционирање на државата. Оваа стратегија е тажна и без преседан во историјата на плурализмот во земјата. Минатата недела Уставниот суд укина одредби од методологијата за пописот спроведен во 2021 година, бидејќи беше оценето дека се пречекорени уставните надлежности со тоа што е извршено категоризирање на резидентно и нерезидентно население. Иницијативата беше поднесена од Скендер Реджепи Зейт.